Вечерва разговарам со Александар Николовски, вице-премиер и министер за транспорт. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Министре, вчера објавивте информации на социјалните мрежи, велите нашите ставови се прифатени, возачите се прифатени како професионалци. Споделивте и дел од документот, објаснувањата, но таму нема детали, освен што вела дека комисијата ќе работи со земјите членки за идентификување на прагматично решение за овој проблем. Што се случи? Дали ова само начин да се повлечат транспортерите од граница или? Јас сум многу задоволен што Европската унија практично ја убрза целата процедура. Тие планира да го носат овој документ многу подоцна. И извршната подпредседателка на комисијата вчера закажа вонредна пресконференција на која што го промовираше документов. Под притисок од транспортерите? Тоа сакав да кажам, неколку часа претходно документот беше споделен со мене. Не е некоја тајна дека јас одржувам и добри меѓународни контакти и одредени пријатели го споделија документот. Документот е навистина квалитетен, се работи за документ од 19 страници, кој што целосно ги опфаќа новите правила на Шенген зоната. И таму има еден клучен збор баш во овој дел кој што го издвоив на мојата објава, каде што возачите на камиони, односно транспортерите, се прифаќаат како професионалци, со останатите категории кои што се наведени тука, како спортисти, како уметници и така натака, што е прв пат да Европската унија на тој начин го реши проблемов. И во суштина тоа беше и еден од начините да се излезе од проблемот, затоа што транспортерите, кога ги почнеа протестите, бараја да се почне диалог со кој што ќе се реши проблемот. Се понудија 3 решенија и ова е едно од 3 решенија. Она што исто така ми е драго е дека во вторник ќе имаме состанок кој што првично не се закажуваше скоро година дена, па потоа се закажа за 6 февруари, тоа е петок, и вчера се помести за вторник, што мислам символички дека многу значи, и сакам да им честитам на сите оние храбри луѓе кои што излегоа на протестите овие денови, кои што покажаа дека проблемот е навистина сериозен, да честитам на одлучноста, на храброста. Јас имав честа и да ги посетам, да ги поддржам, излегов заедно со нив и мислам дека покажаа дека навистина е голем проблемот и дека мора сериозно да му се пристапи. Тоа што беа единствени и истрајни, никој не успеа да ги скрши, даде резултат. Нема да коментирам одредени други држави од регионов, чии што премиери и министри работеа да ги скршат протестите, што мислам дека е најпогрешната работа што може да се направи. Ние дадовме поддршка, јас дадов поддршка, премиерот даде поддршка, владата даде поддршка и мислам дека е тоа начинот на кој што може да се реши овој проблем. Тие прагматични решенија ги очекувам во вторник. Со какви позиции ќе настапите вие во вторник? Какви ќе бидат барањата? Во целосна координација со превозниците. Денеска имав средба со претседателката и подпредседателката на најголемото здружение на превозници, на Макамтранс. Се договоривме во вторник по завршувањето на состанокот со Брисел да повторно се сретнеме и да заеднички ги разгледаме предлозите кои што ќе дојдат од таму. И мојот одговор ќе го работам заедно со нив, односно во координација со нив, затоа што сакам да понудам најдобри можни решенија кои што ќе одговараат на нашите транспортери. Тие се едни од основните двигатели на македонската економија. Цели градови во Македонија живеат од транспортот. Да не зборувам за Гевгелија, да не зборувам за Радовиш, Богданци како помало место, Кавадарци и така натака. Значи, цели градови живеат од овој сектор и мора да даваме целосна поддршка на овој сектор. Сега тука е и Скопје и останатите центри. Сега денеска од Европската комисија рекоа дека нема временска рамка во која ќе течат тие разговори за изнаоѓање на финално решение. Какви се вашите очекувања? Колку долго би траело? Јас сум оптимист, имајте предвид дека навреме се фати работата. Новиот систем на евиденција стартува на 10 април и по постојниот систем имаат 90 дена во рамки на 180. Ако тие 90 дена ги помножите некаде по 1,5, затоа што почнете процесот од 10 април, мора секаде да се применува. Па не, тоа се обидувам да кажам, еве да направиме математиката. Ние не мора до 10 април да имаме решение, затоа што имаат простор од 90 дена
да го користат транспортерите по 10 април, а имајте предвид дека законски мора и да имаат денови за одмор, тие 90 дена некаде стануваат отприлика 115-120 дена, што значи дека до летото треба да го најдеме решението како нормално би можел да функционира транспортот после тоа, и затоа е оптимално што протестите се случија сега, за да се даде еден простор, затоа што ние дури во вторник да имаме договор, дел од тие работи кои што ќе ги договориме треба поминат и во државите членки на Европската унија, односно на Шенген зоната, и во рамки на Европската комисија, така што ќе треба време да се ова заврши, но сум оптимист дека со договорот што се постигна вчера брзо ќе оди работата. Им го кажавте ли ова денеска на представниците од Макам Трамс да не очекуваат брзо решение? Денеска имаше некоја информација од премиерот дека во февруари ќе има решение. Значи, јас, да бидам прецизен, јас очекувам уште од февруари до јуни е разлика. Да не ги вадиме работите од контекст. Јас очекувам да имаме уште во вторник решение. Вторник мислам дека е февруари веќе, да. Но после тоа, за да се имплементира тоа решение, потребно е да биде изгласано во земјите членки и во Европската комисија. Примената да стартува. Точно. И нормално е дека тоа ќе фати одреден временски период. Но тој временски период е доволен ради ова што го објаснував претходно. Превозниците се за ова целосно свесни и затоа, ако видите внимателно што беше нивното барање пред да ги почнат протестите, не беше во раку од овие 7 дена колку што првично беше предвидено да траат протестите да се реши проблемот, туку да започне диалог со Европската комисија. Многу прецизно беше тоа дефинирано и тој диалог започна на 4-тиот ден од протестите, значи не се чекаше ни да завршат протестите и мислам дека е тоа одлично постигнување и уште еднаш да честитам на сите кои што истраја на блокадите на граничните премини. Ве разбирам, ве подпрашувам за да не се најдеме во ситуација во април повторно да не се случи блокада на граничните премини. Не, затоа што ова што го имаме сега е тоа што го бараат превозниците и тоа е тоа што се очекуваше да се случи и затоа и вчера напишав дека добивме одлични вести, а веќе во официјален документ на Европската унија се класифицирани како професионалци, така што главната пречка е надмината, сега е прашање само на методологија кое решение ќе се изнајде. Дали овие 90 дена ќе станат 120 дена, дали ќе ги водат во посебна графа, дали ќе има специјални работни визи, сега ги бројам возможните решенија. Тоа на крајот на денот е небитно. Битно е дека проблемот се реши со тоа што се сврстени транспортерите како професионалци и тоа е тоа што се бараше. Сега денови слушаме критики зошто се чекаше до сега да се направи нешто со Европската унија, затоа што ова не е некоја новина. Неколку пати се одложуваше овој систем на влез-излез, во регистрација на влез-излез во Европската унија. Зошто не реагиравте претходно? Неколку пати досега овие неколку минути разговор честитав на транспортерите и не случајно го правам тоа, затоа што можам да зборувам за себе и за владата во Македонија, за другите влади не знам. Преку година дена ние се обидуваме. Што заеднички писма со други држави, што сами, што преку стопанските комори, што на директни средби. Најмалце 3 пати сме разгледувале прашањево на седница на влада. Министерот за надворешни работи разговарал многу пати. Премиерот на последната средба со Урсула фон дер Лајн го отвори ова прашање. Јас во декември, кога бев во посета на Брисел, на средба со комесарот за транспорт и со директорката за транспорт и мобилност, буквално не само што го отворив, туку и бев така, да речеме, малце погласен во искажувањето на нашите аргументи, но кога се случи протестот на транспортерите, мислам дека сите сватија за што се работи, затоа што ова не беше политичка одлука. Ова беше бирократска одлука, проблемот беше бирократски, и мислам дека само ова беше начин да сватат дека ќе се случи огромен проблем, кој што проблем можеше да доведе до сериозни несогледливи економски последици и за регионот, и за соседството на регионов, и за Европската унија. Не случајно јас отидов во Хрватска предвадена, не случајно со грчкиот министер разговаравме 3 пати, не случајно вице-премиерот и министер за транспорт и врски од Бугарија реагираше, не случајно вице-премиерот на Хрватска ден после средбата со мене специјална пресконференција одржа за оваа работа, затоа што силно ги афектираше и нив. Но ова повторно потврдува колку е важно да бидеме дел од Европската унија за да спречиме вакви проблеми. Тоа беше една теза која што ја слушнав, со која што не се слагам, ќе ви објаснам зошто.
таргет, нели, кој што сега е нов за членство во Европска унија, друго е дали е тоа вистина, го знаете мојот став, но таргет кој што, нели, сега се прикажува е 2030 година. За една земја да стане членка на Шенген зоната се потребни уште 5 години на тоа. Значи, Бугарија и Романија дури сега стане членки на Шенген зоната, што значи дека во најдобар случај 9,5 години од денес ние би биле во Шенген зоната. Доколку не се сменеа работите и правилата, 9,5 години не знам јас како ќе преживееше и транспортниот сектор и економијата со постојниве правила и затоа се бараат решенија сега. Бидејќи рековте уште предходно дека имате добри односи со представници на меѓународната заедница, морам да ве прашам за оние информации кои што излегува во јавност дека се циркулира нон-пейпер од страна на направен од 6 најсилни економии од земјите членки на Европската унија, дека се подготвува план за развој на Европа во две брзини, односно новите земји членки да немаат полноправно, оние кои што ќе бидат примени како нови земји членки на Европската унија, да немаат полноправно членство. Имате ли информации за вакво нешто и каков е вашиот став по однос на таквата можност? За мене ова ништо не е ново. Јас првпат сум зборувал за овие работи во 2018 година. А мислам дека не е ново и за јавноста, со тоа што за жал дел од јавноста е манипулирана. Претседателот Макрон на Франција излезе пред неколку години со план за Европа во 3 брзини. Канцеларот Мерц во својата предизборна кампања зборуваше за Европа со 2 до 4 брзини. И ова што го гледаме сега е материализација на нивните политики. На барање на Макрон се формираше Европската политичка заедница, која што ги опфаќа сите земји од европскиот континент, но која што јасно не значи дека е замена за Европската унија, затоа што тоа е една лабава форма на дискусија, како што велат тие. Ова што денеска се направи со 6 големи земји членки на Европската унија е само разработка на тој модел и затоа треба често да им се кажуваат работите на граѓаните, да не се продаваат бајки и басни, туку да честно се кажува каде сме, зошто сме и како сме. Јас 2018 година сеќам дека многу добро реков дека дури и да се реши проблемот со името, тогаш се уште не беше решен, Македонија нема да добие датум за почеток на преговори. За жал бе во право, затоа што сакам државава да напредува, но во 26-та година ние се уште немаме датум за почеток на преговори, што само покажува дека најголемите земји членки на Европската унија самите не се начисто како треба целата оваа работа да оди и затоа не ми се допаѓаат одредени дискусии кои што сега се водат за некакви фронтранери, за некакви датуми 27, 29, 30. Ќе ми е жал кога ќе ги гледам разочарани не политичарите во тие држави кои што сега лажно ветуваат на сопствениот народ, туку народот кој што им поверувал и кој што ќе биде разочаран кога тоа ќе се случи. Нас како нација неколку пати не се случија вакви разочарувања и веќе сме отрпнати, но не сакам во нашето соседство, сепак живееме на исти простор, да има вакви разочарувања какви што очекувам дека ќе има во следниот период, а инаку единственото за што сонува и Македонија и регионот е полноправно членство и ништо различно од тоа. Вие ако зборувате за некој вид асоцијативно членство, придружно членство, ние и сега тоа го имаме. Ние имаме безвизен режим, ние имаме слободна трговија, ние немаме царини со Европската унија, така што нема голема разлика помеѓу тој некој статус и ова што ние сега го имаме во Брисел редовно. Одиме, комуницираме, се гледаме, учествуваме на состаноци, така што тоа е нешто што Македонија и регионов го имаат и сега. Морам да го искористам вашето присуство да ве прашам за одредени инфраструктурни проекти, кои ја превземавте позицијата вице-премиер и министер за транспорт. Се сеќам дека првиот проект кој што го најавивте е финализацијата на експресниот пат Страцин-Крива Паланка. Тој беше завршен, пуштен во употреба минатата година во јануари, но имаше реакции тогаш кога зборувавте која делница ќе биде готова, нема да биде готова. Неколку пати споменувавте дека од Куманово до Крива Паланка ќе се вози по експресен пат. Меѓутоа, неколку пати сум разговарал со представници на локалните власти од овој регион и велат веќе има подготвен проект за изградба на автопат од Куманово до Страцин. Го имате тој проект, ако се дадени пари, зошто не се реализира овој? Не се дадени пари, сега се враќаме на ова со Европската унија. Ајде. Европската унија создаде план за раст. Во планот за раст има обврски и има
за Македонија и обврски за Европската унија. Обврските Македонија релативно добро ги завршува, а најдобро од сите земји од регионот, тоа го потврдуваат од Европската унија. Обврските на Европската унија некако малце ги поместија. Имено, автопатот или експресниот пат Романовце-Страцин е дел од планот за раст кој што треба да го финансира Европската унија. Но до денес, за жал, се уште активности нема. Ние, за да не сме, непристојни, да не сме неодговорни, ќе почекаме уште некое време, но не можеме вечно да чекаме затоа што граѓаните не смеат да чекаат. Тоа е прво. Второ, стратешки е битно ние автопатски или со експресен пат да се поврзиме целосно со Бугарија. Има ли проект за автопат на таа делница? Не само што има проект, експроприација е завршена. Комплетно сме спремни од наша страна. Се чекаат средства од Европската унија? Да. Колку време ќе чекате? Ова е сериозен проект кој што многу побрзо би не поврзал со Бугарија. Затоа кажав, уште некое време ќе почекаме. Кога велам некое време, не мислам на десетици години, мислам на некој месец, максимум година. Ако тргне проектот на тој начин, одлично, ако не, ќе бараме други извори на финансирање. Иначе, чисто да е јасно за граѓаните, планот за раст во најмал дел е грант. Зборуваме за кредити. Значи, овие проекти главно се финансираат од кредити. Сега, ако кредитот е преку планот за раст, одлично, ако не ќе бараме други кредити, кредит е кредит. Во ред, добра информација за граѓаните од овој дел на државата. Ви благодарам многу за гостувањето во темата. Благодарам, беше задоволство.